Денеска присуствувавме на продолжението на сагата наречена да се оневозможи почетокот на работата на анкетната комисија. 3 дена присуствуваме на иста завршница со различни сценарии. Очигледно е дека ВМРО-ДПМН нема намера да овозможи ова анкетна комисија или пред оваа анкетна комисија да се појават повиканите сведоци или тоа сака да го направи по некакво си свое определено сценарио. Денеска, за жал, таквото сценарио беше зачинето со обиди за моја лична дискредитација и тоа го оставам на личното воспитување на пратениците на ВМРО-ДПМН. Темата точка комисијата не успеа да изгласа дневен ред, како што беше впрочем и во средата, се со цел да не може официјално да биде повикан Сашо Мијалков на денешната седница да даде своја изјава. Се прават обиди за седница што веќе е закажана и во текот на вчерашниот и во текот на денешниот ден. Кажано е јавно дека барањата на ВМРО-ДПМН кои што се однесуваат на работните групи, посета, барање на извештаи од тие работни групи е закажана веќе и тоа јавноста вчера го посведочи на 16 и така што обидот да се пополнува или дополнува дневниот ред со точки кои што веќе се закажани како предмет на работа на комисијата не е ништо друго, туку ефтин обид да се исценира дека заради недостаток на волја на било кој член од комисијата или незнаење на претседателот на комисијата тие точки на дневен ред не се усвоени. Жал ми е што искусни пратеници немаат елементарно познавање од деловниците за работа и побаруваат записници за седници кои што не се завршени, меѓутоа тоа е нивно. Останува фактот дека денеска е спречен обидот да се појави пред анкетната комисија Сашо Мијалков, кој што можеше да посведочи за именувањето на судиите, за апсењето на Љубе Бошковски, за Сваровски судиките, за пукањето што било ВМРО-вска работа и за ред други работи, за нарачувањето на судски пресуди, меѓутоа тоа ќе го оставиме во некој веројатно нареден обид, воколку смогна храбро Сашо Мијалков да се појави пред оваа анкетна комисија. Господин Шилигов, дали уште известување дека ќе се појави пред анкетата и ако нема, дали тоа значи дека тие немаат намера да дојдат? До сега нема пристигнато. Проблемот е за да констатираме дали некој се појавил или не се појавил во формална смисла, не во суштинска, бидејќи сите беа јавно викнати од дека да дојдат. Меѓутоа, обидот е перманентен да се спречат да дојдат тие луѓе. Мора да отвориме седница на која што еднаш ќе го започнеме сведочењето. Очигледно е дека ВМРО-ДПМН сака тоа да го прави по своје сценарио. Очигледно е дека сака веројатно ќе се осмели Никола Груевски да се појави, меѓутоа на затворена, не на јавна седница, што ќе повторам уште еднаш за сите кои што се загрижени, Социјалдемократскиот сојуз нема да дозволи и ќе стори се сведочењето на Никола Груевски биде јавно. Прво се Мијалков, ве молам појаснете, јавно го повикавте да дојде на денешната седница, дали писмено му упативте покана? Имаше писмено известување, испратено уште од седницата на 3 декември, која што беше до сите 6 предложени луѓе да го најават или пријават своето присуство, односно отсуство. До денешен ден, од никого, освен од вчера споменатите Груевски и Ставревски, нема пристигнато никакво известување. Тоа значи дека на Мијалков останало своеволно да се појави на седницата? Не постои законска обврска кај било кој од повиканите да се појави, тоа го имам кажано. Дали постои само да речеме во поканата некакви известувања дека доколку не се усвои дневниот ред каде што точка ќе биде сослушување на сведоци, дека повиканиот нема обврска да се појави? Не постои такво известување. Ставревски треба у 17 ќе го дозволите дека вие Значи интерес на граѓаните на Република Македонија, сите инволвирани сведоци во прислушкуваните разговори, сите прекршители на законите, сите оние кои што јавноста имаше прилика да ги слушне во објавените прислушкувани разговори, да се појават и јавно да сведочат. Дали некој од нив ќе дојде или нема да дојде, дали ќе бара тоа сведочење да биде тајно, а не да не биде јавно, навистина е нешто што во овој момент не може комисијата да го констатира и да го одлучи. Ако било кој од овие кои што беа повикани се јави во меѓувреме и понуди да даде своја изјава, комисијата, особено ако е јавна, комисијата со задоволство ќе го прифати тоа сведоцтво. А како го толку? Мислам дека извештаите што ги бараат од ВМРО-ДПМН од надлежните институции за прислушувањето треба да ги добиете, па или не се многу битни за... Значи комисијата треба да констатира, има 3 точки заради која што е основана, да ги констатира фактите и околностите
заради кој што е додено до скандалот со прислушкување, да утврди содржината и евентуалната политичка одговорност за прислушкуваните разговори, да даде препораки. Извештаите и бараните документи ќе бидат дел од анализа на комисијата во моментот кога комисијата ќе се појави во тие институции. Точката на дневен ред и разговарањето и делбата и работните групи и посетата и начинот и формата на тие институции ќе биде разговарано и договарано и ќе бидат донесени соодветни одлуки на седницата на комисијата на 16-ти. Таа точка е закажана. Зошто денеска некој се обидува да избрза со цел да прикаже некакво сценарио дека некој е против некого, мене навистина ми е нејасно. А зошто е проблем да ги имате претходно како документи интерно внатре меѓу членовите на комисијата? Затоа што треба да бидат побарани официјално на претходно договорена работни групи, на претходно договорени работни групи. Затоа што не се формирани работните групи за посета на тие институции. Очекувате ли во понеделник да го имате конечно првиот сведок? Единствен начин да го довлечкаме Никола Груевски пред оваа анкетна комисија беше овој начин на кој што се постапивме. Затоа што Груевски, ако не беше притисокот на јавноста, јас ви гарантирам, или немаше да се појави, или ВМРО да помине со сценаријата на кој што сите може да присуствуваат, неговото сведочење ќе го одложеше што е можно подолго, ако воопшто Дали беше после него. 14 и 17 како термини кои што се закажани за слушување на Груевски и Ставровски, ќе ги повикате повторно сите овие кои што не се појавиле? Ќе констатираме кој од нив е доден, кој не.